Образованието, науката, технологијата и светот со брзи чекори одат напред, а промените мора да се следат. Ова е заклучок од синокешната дебата одржана на Универзитетот Гоце Делчев во Штип по повод предлог законот за високо образование, а на која присуствуваа министерката за образование Весна Јаневска и членови на академската заедница. Потребно е подкрепање на квалитетот на високото образование, во кое академската заедница професорска, од и студентите се дел од академската заедница, ќе покаже проактивност, особено во научните истражувања, затоа што едукацијата и научното истражување во нашиот образовен систем и не само во нашиот се две нераздвоени целини. Не може да имаме добар професор на академско ниво кој не ги следи новините во неговото поле, подрачје или област, нека биде тоа. Универзитетот Гоце Делчев прифаќа нов и компактибилен закон на актуелните состојби во интерес на модерно и ефикасно образование. Генерално јас сум задоволен од тоа што на Универзитетот Гоце Делчев се прифаќа потребата од нов закон кој што ќе даде јасна квалитативна рамка за развој на универзитетите и на високото образование, кое што ни е според нашите видувања навистина неопходно. Промените се неминовност, истакна министерката Јаневска. Целиот свет подлежи на силни промени и ние мора да ги подготвиме нашите студенти, нашите идни академски граѓани, нашите луѓе кои ќе се вклучат на пазарот во труд, да ја зајакнат државата, односно да обезбедат просперитет на државата. Синокешната јавна расправа, организирана од Министерството за образование и наука, е пета поред од вкупно 7 кои треба да се одржат во текот на неделата. По завршувањето на јавните расправи ќе следува период на разгледување и корекција на прифатливи забелешки, пошто законското решение ќе биде поставено на Националниот регистар на прописи ЕНЕР за дополнителни консултации со академската јавност, а потоа ќе влезе во владина процедура.